најпрвин да се заблагодарам на Конрад Аденауер фондацијата за поддршката што сите овие години ја дава на ВМРО-ДПМН како политичка партија, но истовремено има значајна улога за иднината на нашата Македонија и за иднината на народот во нашата држава, затоа што навистина голем број обуки, голем број тренинзи изминатиот период, изминативе години се заслуга на господата од Конрад Аденауер фондацијата. Голем број на трансфер на знаење се има случајно изминативе години. Голем број млади политичари кои што понатаму обавува големи и сериозни функции во државата беа школувани од страна на Конрад Аденауер фондацијата. Обезбедена беше стипендија за нивно школување во Сојузна република Германија. И не само ВМРО-ДПМН, туку и Македонија треба да е благодарна за сето она кое што го прави Конрад Аденауер фондацијата овдека кај нас. Како резултат на нашата соработка и ова денешна работилница која што ќе продолжи овој викенд, ќе разговараме за иднината, перспективата во економијата, потоа ова кое што го каже господинот Даниел Браун, ќе ги слушнеме искуствата од млад политичар кој што доаѓа од областа Турингија, каде што јас споменав еден дел од своето образование во градот Илменау. Господицата или господјата која што ќе говори доаѓа од Ерфурт, главниот град на покрината Турингија, ќе зборува за дигитализацијата, ќе зборува за животната средина, така што ценам дека ќе биде значаен настан и за пратениците и пратеничката група на ВМРО-ДПМН, а од овој настан ќе можеме да ги слушнеме практично и размислувањата на неколку колеги кои што доаѓаат од германскиот Бундестаг, кои што ќе можат да ги споделат со своите колеги од Македонското собрание. Така што да сумирам, благодарност уште еднаш до Конрад Аденауер, до Даниел, посебно за сето она кое што го прави овдека за ВМРО-ДПМН и за нашата татковина. Остануваме заедно, остануваме и во иднина и понатаму и се надевам дека наскоро ќе можеме да организираме повеќе вакви настани на повеќе различни теми. Господине Мицковски, баш став околу средбата помеѓу македонскиот и бугарскиот председател, колку тоа ќе донесе за релаксирање на односите и за дали ќе има можност преку тие разговори да се релаксира таа состојба на двете држави или за евроинтеграција колку тоа ќе даде придонес. Јас не знам како најнаш состојбата помеѓу двете држави стана тензична. Јас како што знам, таа беше релаксирана, или така велеше Зоран Заев, дека состојбата, односно односите помеѓу двете држави се релаксирани и дека воопшто состојбата не е тензична. Не знам од каде сега најнаш стана состојбата тензична. Не го разбирам потегот на водството на претходната бугарска влада да ја блокира Македонија, при тоа поставувајќи услови кои што во најголем дел се однесуваат на 19. век и немаат никаква врска со европските вредности и со иднината на двете држави, и на Македонија и на Бугарија. Наистина не можев ни на крај памет да помислам дека некогаш некој може некого да блокира поради прашања кои што се од 19. век, а ние се бориме за 21. век. Еве денеска и утре ќе зборуваме за дигитализација, ќе зборуваме за животна средина, за вештачка интелигенција, за роботика и така натаму. Ја наистина сум шокиран од тоа што и се случува на Македонија и тоа од соседот кој што треба да биде наш најголем поддржувач. Очекувам Пендаровски која ќе се врати од посетата во духот на добрите односи како што се обврза за време на нашата последна средба, да ме повика и да ме информира за тоа што разговарал со Радев и на што се должи оптимизмот. Ако оптимизмот се должи на дополнителни национални концесии и отстапки, тогаш мојата порака и до Пендаровски и до Заев и до останатите политичари во Македонија е дека ВМРО-ДПМН нема да поддржи и да не им паѓа на памет ниту една реченица која што може да биде сватена двосмислено, а која што дополнително ќе значи национални отстапки и национални концесии за македонскиот народ и нашата држава. ВМРО-ДПМН таквиот договор нема намера да го поддржува. ВМРО-ДПМН веднаш по формирањето на новата влада таков договор нема намера да почитува. Така што ги предупредувам политичарите во Македонија кои што заговараат договор со дополнителни национални отстапки на грбот на македонскиот народ
и на македонската држава дека ние нема намера такви отстапки да поддржиме и веднаш во промената на власт такви договор ќе биде напуштен. Околу последната афера што ја тресе држава, односно оние 250.000 евра што се побарани како мито за денданот на Олег Битола. Вие вчера дадовте изјава која одредени структури во држава ја протолкуваа дека се оградувате, дека станува збор за Вица Заев. Дали се оградувате? Не, тама работа. Па јас бев тој првиот кој што уште пред 3 години зборуваше за тоа што го презентиравме како политичка партија, јас лично на тој брифинг, дека компании блиски до семејството на власт, до Заеви, се тие компании кои што практично пустошат во рударско-енергетскиот комбинат Битола, го сиромашуваат елем, а тоа денеска ќе предизвика поскапување на електричната енергија поради плячката која што овие компании и ова семејство ја прават на елем и генерално на државните институции. Така што можеби малку бев, би рекол, ироничен и саркастичен, ако некој се порадува дека ние правиме чекор назад, не, напротив, ние одиме 2 чекора напред. Уште едно прашање околу последната изјава на конкретно на вице-премиерот Петики за можно воведување на воен данок во држава. Ваш коментар? Па не знам дали беше воен данок, мислам дека зборуваше за кризен данок. Денеска го слушнав Заев дека ретерира, дека вели нема такво нешто, така што мислам дека треба да се усогласат, па потоа да излезат со ставови. Она што се шпекулира е дополнително зголемување на акцизата за нафтата, што ќе предизвика инфлација и дополнителна негативна спирала наместо на позитивна која што е негово. Како го коментирате најувањето за зголемување на струјата? Катастрофално, како една голема лага. Се сеќавате како правеа цела нила пресконференции во владата, пред владата, позади владата за воведување на ефтината тарифа. Денеска граѓаните не само што ја платија ефтината тарифа, туку и 3 пати повеќе ја надплатија. Мислам, јас не очекувам ништо од овие политички измамници, само лага, плячка и криминал. Тоа е она кое што можем да го очекувам. Нема визија, нема стратегија, буквално нема ништо кое што може да направи подобри услови за живот на нашите граѓани и да го крене стандардот на живот на нашите граѓани. Па видете, ја бев шокиран и од тоа кога слушнав дека ќе се воведувала бесплатна патарина, затоа што за српските државјани, затоа што најпрвен поради нивната неспособност, односно неспособноста на владата, илјадници македонски граѓани, неофицијалните бројки се дека повеќе од 20.000 македонски граѓани потрошија најмалку по 100 евра за да отидат во Србија, да се вакцинираат и да се вратат назад. И сега наместо да се погрежи државата, бидејќи таа беше неспособна да им ги рефундира тие пари на нашите граѓани, кои што ги потрошија, а плаќале истите во здравствениот систем, здравствено осигурување, државата на време не им обезбедила имунизација и вакцина. Морале дополнително да одвојат дел од својот буџет и да отидат во Србија, наместо сега државата да рече ајде да видиме кои се тие, еве ние ќе ви ги покриеме трошоците кои што ги направивте за да појдете во соседна Србија и да се вакцинирате. Тие навлегуваат во дополнителна глупост. Они сега дополнително тие луѓе ги товарат со трошоци и велат вие нема да бидете ослободени од ништо, ниту пак ќе ви бидат рефундирани тие трошоци, ќе воведеме определено пардонирање, така се нарекува тоа во Европа, на трошоците за патарина кои што ќе го прават српските државјани во знак на благодарност кон тоа што владата во соседна Србија го направила, наместо да побараат фактура и да си го платиме како држава сето тоа, колку чина 20.000, 30.000, 40.000 вакцини, они прават повторно некоја гимнастика која од глупост во глупост ја доведува оваа ситуација и самата по себе ја прави парадоксална. Секој ден се повеќе треба да бидеме оптимисти дека кога мислиме дека го допреле дното, сме биле песимисти, тие може да одат подлабоко. Затоа треба да бидеме оптимисти. Нивната глупост и нивното дно нема граница.